Почитувани, продолжуваме со Студио 10 со разговорниот дел. Наш прв гостин е професорот Никола Дуевски, професор доктор на Факултетот за безбедност. Професоре, добар ден и благодарам што прифативте поканата. Добар ден, благодарам за поканата и поздрав за вашите гледачи. Так, овој пат ве повикуваме од аспект на она што подолго време го работите и сте вклучени практично во едно ново системско решение како да се спасиме од големиот број неправилни возења и предизвикување човечки жртви и културата на сообраќајот. Се наоѓаме ве пред уште еден празник, луѓето ќе одат надвор или ќе се движат внатре во државата, па еве овој разговор како се надевам дека на сите ќе им послужи и на планот на тоа и како информација, меѓутоа ете и да упатиме една порака превентивно како самите да си делуваме како учесници во сообраќајот, независно дали сме возачи или сме пешаци, како можеме превентивно да си делуваме. Така е, дозволете ми прво да искажам едно задоволство што на телевизиите во последните неколку месеци многу често се говори на оваа порано многу запоставена тема, сега актуелна тема, тоа е дел од превенцијата. Секогаш кога зборуваме за безбедноста во сообраќајот, правиме превентивни активности и сигурен сум дека барем до некој од посовесните возачи ќе допрат пораките што денеска ќе ги упатиме. Безбедноста во сообраќајот за нас представува една категорија во која што сме поразени како општество, како луѓе, како поединци, како човек. Затоа што законите ги има. Ние имаме закони, тие се по европски стандарди. Немаме проблем во примената. Сообраќајната полиција речиси на дневна основа известува дека напишале голем број на казни, изрекле многу мерки и така натаму, значи дека во тој дел сме прилично активни, но за жал изостануваат резултатите. Далеку сме од европскиот просек по однос на страдањето во сообраќајот. Тука најголема одговорност имаат самите учесници во сообраќајот. Патиштата во изминативе неколку години се значително се поправија, особено надвор од Скопје. Експресните патишта кои се изградија се соодветни. Тоа е сообраќајница по која што треба да очекуваме дека ќе имаме безбеден сообраќај. За жал се претвори во вистина. Токму тие патишта се патишта на смртта, каде што се гине апсолутно непотребно, каде што мало невнимание е доволно за да се загубат човечки животи или да се предизвика огромна материјална штета. Значи, секогаш треба да разговараме за одговорноста на возачот или на другиот учесник во сообраќајот, независно дали е пешак, моторциклист или на било кој начин учествува во сообраќајот. Сите треба да тргнеме од нас. Јас сакам денес, кога ќе заминам надвор од Скопје, како и повеќето од нас предпоставувам, да возиме безбедно и да стигнеме на другата дестинација. Штитејќи го собствениот живот, практично да го штитиме и сите други. Тоа е двојната заштита во сообраќајот. Законот секогаш предвидува две заштити. Например, пешакот кога преминува пешачки премин, законот предвидел дека пешакот е должен да ги пропушти сите возила кои што се движат по коловозот, па потоа да премине на обележан пешачки премин или ако е можно на некое друго место каде што се разбира е дозволено. И второ, возачот кој што наидува кон пешачкиот премин е должен да ја прилагоди брзината на движење за доколку има пешаци да може безбедно да застане. Трагедиите кои што ни се случија, а за жал ни се повторија, со слични, многу слични настави на главните скопски булевари, укажуваат за тоа дека возачите се многу несовесни. Многу несовесни. И едноставно, освен високите ригорозни казни кои што ќе стигнуваат веднаш, може би и во истиот момент на сторувањето на прекршокот или во еден рок од само неколку денови, ќе помогнат да се освестиме. Високите казни исто така можат да помогнат. Тие нема да го решат проблемот, затоа се потребни многу системски мерки, но сигурно дека човекот кој што ќе биде казнет со можеби една просечна плата или малку помалку од тоа, затоа што прекршоците има, нели? Така, казните се драконски, да речеме, меѓутоа ќе се подразмисли како ќе го управува возилото. Дали совесното однесување на еден возач или пешак во сообраќајот, јас сум сигурна дека може да спаси повеќе животи отколку било која изречена казна и било независно од незината брзина на изрекување на реализација. Затоа викам нешто, имаме закони добри според европски терки, имаме коловози да речеме, може би не тоа се светски стандарди. Тоа се светски стандарди, ние имаме. Каде потфрламе ние практично? Потфрламе прво во сообраќајната култура. Се разбира. Таа е на многу ниско ниво. Знаете, често зборуваме, особено со помалите дечиња, Министерството за внатрешни работи, делот кој што се занимава со превенција во безбедноста во сообраќајот, ги посетува сите основни училишта кога дечињата тргнуваат во прво одделение и навистина е убаво да видите како тие дечиња се развиваат,
таму некаде до средината на основното образование, во посветени, внимателни, велосипед со заштитен шлем, потоа тротинет и така натаму. И потоа изостанува, особено во средношколските години, посветеноста на опасностите во сообраќајот. И тука ги губиме младите луѓе. Веројатно и на родителите, да речеме, нели? Кога се разбира, па родителот е најмногу одговорен за однесувањето на неговото малолетно дете. Детето не одговара, родителот. Тој е должен да го запознае детето кога веќе учествува во сообраќај. Како најбезбедно да стигне до училиштето, затоа што полицијата не може сите деца да ги чува. Како да премине улица, како да вози велосипед и така натаму. Автошколите, кога ќе дојдат младите 17 годишни деца да се обучуваат за управување со возила, некако веќе тука сме ги изгубиле. Немаат чувство за безбедност во сообраќајот, немаат одговорност пред себе, не се грижат за другите и тие така се подготвуваат за возачи и впрочем кога ќе ја стекне возачката дозвола, тој не изградил чувство на почитување кон законите. И затоа ни се случува голем дел, доминантен дел на прекршителите да бидат возачи почетници за кои што постојат поинакви правила. Например, огромен е бројот на лица кои што возат без возачка дозвола. Што треба и на да дневна зборуваме за основа тоа? во неј извештај од МВР нели за тоа колку санкционирале. Па веројатно Отекот на изминатото деноноќе, значи има енормен број на или нерегистрирани возила или пак без возачка дозвола. Така е. Кога зборуваме за Чудно возачот, тоа е човек основно. пака да размисли од каде е храброста Токму така. ја имаат. Каква е одговорноста? А ние зборуваме да градиме сообраќајна култура или дека доколку не почитувате ќе ве стигне казна. Тој свесно навлегол во еден забранет ниво на однесување во сообраќајот. Не се стекнал со право да управува возило, а го имаме на скопските и секаде низ Македонија. Тоа е првата работа. Втората работа, возачите, почетници, прават прекршоци во 2 часот после полноќ. Тие не смеат да управуваат со возило после 23 часот. Така Во 2 часот управуваат на автопат, управуваат со брзина многу поголема од дозволената за нивната категорија или управуваат со возило кое што не е соодветно за возач почетник. Не е случајно таа категорија. Тука се младите луѓе најмногу ранливи. Тука треба да им се остави простор да учат, да сватат кои се опасностите. Во градот и во Скопје, и на главните булевари, и секаде по внатрешноста, не смее да ни се случува да ни гинат пешаци на пешачки премин. Едноставно неразбирливо е како е можно такво однесување во сообраќајот. Имате ограничување од 50 км на час, а возите 90. Што треба да правиме? Каква порака да упатиме? Возачите мора да бидат свесни дека тие ограничувања на брзината на движење се за да се заштити животот. И не се туку така поставени, да речеме, да. Значи, ние што се занимаваме со овие работи сме виделе многу страдања кои што биле апсолутно непотребни. Од техничкиот факултет колегите од Битола и од машинскиот факултет, како и нивните колеги секаде во светот, јасно пресметале дека доколку пешак биде удрен со возило кое што се движи со 30 км на час, ќе биде лесно повреден. Дури нема да има ни некои скршеници. Доколку биде удрен со 50 км на час, ќе има последици. Тие можат да бидат и сериозни, но шансата да преживее е голема. Или шансата да не остане траен инвалид е голема. Но доколку пешак, независно дали на пешачки премин или надвор од пешачки премин, биде удрен со брзина поголема од 70 км на час, не постои никаква шанса по физиката, по правилата да остане жив. Нема таков пример. Тоа е една работа за која што младите мора да знаат. Секогаш кога се одлучуваме да возиме повеќе од 70, веќе сме во ниво кое што доколку излезе пешак на било кој начин и на било кој место, тој нема да преживее. И ова мора да сме свесни и како пешаци. Дека другите кои што учествуваат можат нас да не загрозат. Затоа многу внимателно треба да се преминуваат улиците. Или надвор од населено место. На овие експресните патишта, каде што за жал реков, гинат многу луѓе. Со брзина, поголемо од 80 км на час, тешко дека некој може да преживее. Нема никаква заштита, дали бил врзан, дали не бил врзан, со директен судир на возила, челен судир на возила, поголема брзина од 80 км на час, шансите да се преживее се минимални. Затоа апелирам до сите да бидат свесни за овие бројки. Овие се поразителни бројки. Не може да го загубите животот на една секунда. Внимавајте.
Патиштата се уредени. Дополнително ќе направиме, имаме добри идеи како да ги заштитиме возачите на експресните патишта, за тоа кога ќе бидат имплементирани, кога ќе се донесат новите закони, ќе треба да се направат некакви промени, интервенции на патиштата, но сето тоа ќе оди во насока на безбедноста, едноставно да избегнеме толку големи страдања. За пешаците предвидуваме дополнителна заштита, затоа што видовме дека со оваа сообраќајна култура не помагаат казните. Мораме да најдеме начин да ги исклучиме од нивото на сообраќајна возила или да ги заштитиме со тоа што ќе воведеме можност да се поставуваат средства за смирување на сообраќајот пред пешачките премини на главните градски булевари. Проект кој што нема да ја намали проточноста, но ќе ја зголеми безбедноста. Има такви примери на неколку улици во Скопје, непоимливо е на главни градски булевари да се поставуваат, но ние сме во состојба кога едноставно сме доведени до зид и немаме друго што да правиме. Некој треба и вон стандардите нешто да се превземе само да се спаси градови кои што се човечки слични живот на Скопје. Братислава, Љубљана, може би малку поголемите како Будимпешта, Белград, не можете да видите пешак на главни булевари. Пешаците или одат во подземни премини или одат на надвозници, уредени со лифтови. Ние имаме неколку такви во Скопје, дури на Битпазар има кои сите сме сведоци, никој не го користи. Но кој го користи, тоа е никој тоа. Не го користи, но мораме да изнаоѓаме нови, поинакви, поразлични пристапи за да ги заштитиме, посебно пешаците. Тие се најранливата категорија. Професоре, вие во една прилика во едно гостување рековте потврламе да го заштитиме животот, а тој треба да ни е приоритет. Предпоставам дека и од оваа максима сте се воделе бидејќи учествувавте во градењето на тој нов концепт кој што предпоставува измени во 5 мислам законски поврзани нели и со законот за сообраќај, меѓутоа рековте и за во кривичниот законник, за законот за прекршоци и така натаму. Докаде е дојдена таа работа, барем во делот на утврдувањето на нормите? Добар е пристапот во кој што широк дел од општеството е вклучен во овие промени, значи универзитетската фела од различни научни области, Министерството за внатрешни работи, Министерството за транспорт, Министерството за економија, невладини организации кои што се занимаваат со безбедноста во сообраќајот на некаков начин. Очекуваме дека сериозно до крајот на оваа година ќе бидеме подготвени во целост да се имплементира проектот Safe City, кој што ќе значи следење на сообраќајот со видеонадзор. Камерите се поставени од поодамна, очекуваме се повеќе граѓаните не се во недоумица дали тоа функционира, дали да очекуваат казни или да не очекуваат казни. Министерот за внатрешни работи најави дека веќе од 1 јануари 2026 ќе започне ефективната примена, можеби малку порано и пробниот период, меѓутоа до тогаш има уште многу време. Ние ќе ги подготвиме законите, се разбира, ќе се обидеме да ги да не се радуваме дека има време на сите можни недоследности кои што ќе ни предизвикаат проблеми. Мислам дека сме на добар пат да го постигнеме сето тоа, особено затоа што реков јавните дебати дадоа добри резултати, дадоа добри препораки кои што работната група ќе ги имплементира и веќе ги имплементира во дел од законите во процедура. Но тоа е само едната страна од паричката. Камерите нема да ни ги заштитат пешаците. Тие можат да ни помогнат да го најдеме прекршителот и да го санкционираме. Точно нивната улога е толку да регистрира некој прекршок, да. Во меѓувреме мора да работиме со засилени контроли и во населено место и надвор од населено место. Репресијата помага. Реков и претходно, таа нема да ја заврши работата, но добар дел од сето ова ќе помогне. Високите казни кои што ќе стигнат присуството на полицијата на теренот. Така е. Може би недостига еден поинаков пристап на сообраќајната полиција кој што задолжително би рекол час поскоро треба да воведат превентивни патроли еве на ваквите денови кога очекуваме зголемен интензитет на сообраќај надвор од населените места, превентивно да патролираат по патиштата, тоа секогаш помага. И вие сте возач како и повеќето од нашите гледачи, свесни сте дека кога ќе видите полициско возило со ротациони светла, веднаш малку ногата оди назад од педалата на газ и сме барем за одреден временски период посовесни. Тоа треба да биде почесто, тоа треба да биде секојдневие. На тој начин ќе им покажеме на возачите дека тука е полицијата, дека е присутна на патиштата, на улиците и се грижи за безбедност. Рековте дека и ова често говорење по медиумите, апсолутно медиумите застанаа нели во пласирање нели на информациите и на информирање на јавноста, меѓутоа еве и моментот да го подигнеме, да ја подигнеме свесноста кај граѓаните за тоа што значи да се биде дисциплиниран во сообраќајот. И повторно ќе речам и како возач и како пешак, бидејќи вие споменавте некаде на почетокот на
разговорот професоре и стандардот колку е нели на гинење, на случаи со смртен епилог врз основа на сообраќање несреќа, ние сме многу над европскиот просек. Некаде прочитав дека меѓу 60 и 70 граѓани годишно овде го губат животот. Не, многу повеќе го губат. Или може повеќе, а европскиот просек е 40. Се разбира. Во скандинавските земји па 20 некаде. Значи ете тоа ни говори каде сме ние балканциве, каде е модерниот и поразвиен свет. Овие статистики се водат на 1 милион жители. Минатата година во Македонија загинаа повеќе од 130 учесници во сообраќајот, и пешаци, и возачи, и совозачи и така натаму. Значи 130 тоа е стварно на милион граѓани, тоа е значи многу енормна бројка. Така е. Просекот во Македонија во изминативе 30 години е секогаш тука некаде околу 60, 65, 70 на 1 милион жители. Еве на што се должи тоа дека минатата година 130 имало? Имаше мало зголемување во однос на претходните години, меѓутоа статистиката е слична. Една година ми се чини 2019 беше значително подобра, сега да не грешам точно околу бројките, но загинаа помалку од 120, сите други години се многу повеќе. 2015 е најпоразителна, тогаш е скоро 185, 183 ми се чини, но не ме држете точно за збор. Тоа се сепак луѓе, тоа не се бројки, тие се семејства, тоа се фамилии. Пресметките се дека во овие 30 години загинале некаде околу 3.500 луѓе, тоа е колку големината на еден од помалите градови во државата, ние сме ги изгубиле. Најголем дел од нив млади луѓе кои што ќе имале своји кариери и така натаму, но сообраќајот е таков. Видете, во Европа во 2000 година просекот беше некаде околу 50 загинати на 1 милион жители. Спорам за Европската унија, за западноевропските држави во главном. Тие со стратегијата за безбедност за сообраќајот до 2030 година очекуваат дека таа бројка ќе се намали и под 35. Сега европскиот просек е 41. Неколку од државите се околу просекот, особено државите од Централна Европа, тие се токму во рамките на европскиот просек. Северноевропските држави, вклучително Швајцарија, Исланд и овие Шведска, Норвешка, Финска, Данска имаат просек околу 21-22 загинати, за разлика од нив. Овие источниве земји, Бугарија и Романија, таму па состојбата е дури и полоша од колку кај нас. Бугарија има отприлика 80, Романија дури 85. Причината, сообраќајната култура, ниското ниво се разбира, или високото ниво. Високото ниво на свесност. Сообраќајната инфраструктура. Сообраќајната инфраструктура е многу значајна. Кога имате автопати, се намалува бројот на страдање во сообраќајот. Можноста за директен судар помеѓу возилата на автопат е мала или минимална. Ние сега имаме подобрена инфраструктура надвор од Скопје, се разбира, значи делниците кон Источна Македонија или кон Куманово, па и понатаму кон граничниот премин Деве Баир е добра, Штип Радовиш е добар, Штип Кочани исто така, се гради веројатно и не знам во која фаза е Битола Прилеп автопат, наскоро ќе се заврши, Кичево Охрид можеби да се надеваме дека и тој еден ден ќе даде безбедностни резултати, и треба постојано да работиме на подготвеноста на учесниците во сообраќајот за да внимаваат и доследно да ги почитуваат правилата. Тука се многу значајни автошколите. Тие се клучната алка. Во тој дел ми се чини дека може и мора да дадеме многу подобри резултати. Потоа, сметате дека доволно не им се обрнува внимание на младите возачи или оние што полагаат професоре? Обуката е според европските стандарди, значи прифатени се европските стандарди кај нас одамна, значи подготовката на возачите е според стандардите, меѓутоа ми се чини дека финалниот резултат, односно возач кој што ќе биде посветен и подготвен да гради искуство, слушаме дека често пати има и жалби, нели, дека по 3 пати, по 4 пати ги туркаат на градска вожња, иако ако е тоа реално, иако е тоа затоа што некој погрешил, апсолутно е во ред. И не мора баш сите да бидат возачи, нели? Тој што нема способност, не изградил чувство, ќе оди на дополнителни часови, ќе се обучува повторно. Знаете како младите често се загрижени дали јас воопшто ќе положам или оставаат да не се подготвени да учествуваат во сообраќај, некој друг да помогне да станат возачи. Тоа е поразително. Тука мора да ставиме еден сериозен рез. Иако сме овозможиле на автошколите и на испитните центри да ни гарантираат дека тоа момче или девојче кое што ќе учествува во сообраќај може на оние барем минимум стандарди да се впушти, нели, да стане дел од добие возачка дозвола. Во спротивно не мора да добие возачка дозвола. Или во овие нови сет на закони предвидуваме ригорозни казни за оние кои што ќе бидат повторници.
до одземање на возачка дозвола и трајно одземање на возачка дозвола без Во право кој да полага. случај ќе има одземање на возачка дозвола и трајно одземање? Повеќе прекршоци сторени во одреден временски период, независно од тежината на прекршокот, значи дека тој возач не изградил став или однос кон законите, нема зошто да учествува во сообраќајот. Ќе му се одземе возачката дозвола на година дена, доколку тоа се повтори уште еднаш во период од 2 или 3 години, ќе му се одземе трајно и ќе може повторно да полага по истекот на одреден временски период, веројатно една година најмалку, а може би и повеќе. Но без да полага одново се, нема да може да учествува во сообраќајот. Станиците за технички преглед се наредната многу силна алка која што мора да ни гарантира дека возилата кои што се на улиците се безбедни за сообраќај. Овде особено мислам на возилата со кои што се врши јавен превоз на патници, автобусите, таксистите, потоа возилата за товарен сообраќај, камионите и така натаму. Во делот на возилата, на патничките возила, ние немаме некој посериозен проблем. Тука статистиката вели дека се приближуваме кон европскиот просек на старост на возила. Знаете, многу е ретко да видите возило постаро од 30 на години. Так. Просекот кај нас сега може би е дури и околу 10 години. Тука негде. Европскиот просек е 7-8 години. Ние малку заостануваме, но не можеме да се пожалиме дека имаме возила кои што не ги исполнуваат основните услови за да бидат на улиците, но проблемот е особено кај автобусите и кај товарните возила. Тука мора многу сериозно внимание да посветиме, затоа што друго е возило кое што ќе лесно возило кое што го управува возач аматер, а друго е камион кој што и ќе биде и товарен или пак автобус со 50 патници. Впрочем, имавме неколку трагедии кои што треба да не научат дека точно да, ни загинаа многу луѓе заради техничката неисправност во прв план. Техничката неисправност, дел се должеа, нели, тие несреќи што се случија поради тоа, и тоа не знам колку неосвестени с годините. За жал не. Но за жал не, дека но бројките се уште многу високи, ние подготвуваме национална стратегија за 2026, веројатно ќе биде до 2030. Дали ќе бидат опфатени и овие школиве за полагање возачки испит и станиците за технички преглед. Зошто да не бидат опфатени со некои законски одредби што и како треба, ако треба и 2 пати годишно да се проверува тие возила, така да се врши контрола. Да. Контрола на работењето врши во одредени сегменти, се разбира. Министерството за внатрешни работи, имаме инспекторат за транспорт, имаме други надлежни државни органи кои што си вршат контрола, меѓутоа мора да бидеме сигурни дека таму, или да бидеме свесни дека таму има многу простор за подобрување. И да не оставаме на Министерството за внатрешни работи ќе си контролира Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата и подзаконските акти, Законот за возила и тие подзаконски акти, како и другите закони што ја регулираат таа област, се соодветни. Немаме некои посебни предизвици во однос на немањето механизми да контролираме. Мора да се зајакне контролата, мора да се провери дури и секое досие ако е потребно, за да бидеме сигурни дека лицето кое што вози или возилото кое што учествува во сообраќај може да го прави тоа. Навистина ова е дел од превенцијата која што ќе ни помогне да имаме помалку страдање. Така. Професор, рековте дека без соодветна инфраструктура, сообраќање или патишта и тоа, не ќе може да се спроведат па и најдобрите закони да бидат донесени, не знам и да имаме најдраконската законска политика, нели казнена политика и казнени закони, најдраконските, нели со најдраконски мерки. Колку е во Скопје со толкав оптек на сообраќај на дневна база, бидејќи има доста и од внатрешноста што доаѓаат на дневна основа во Скопје, дали ние имаме соодветна сообраќајна инфраструктура да го обслужи цел тој сообраќај, а да не се случуваат вакви немили настани? Мене ми се чини дека основниот проблем во Скопје е интензитетот на сообраќај и немањето на јавен превоз, на соодветен јавен превоз, на добар јавен превоз или на алтернативен јавен превоз. Знаете, сличните градови на Скопје во Европа имаат барем 2 или 3 видови различен јавен превоз. Ние ги имаме само автобусите. Некаде по 5 и по 7 опции имаат граѓаните во Европа. Автобусите на јавното сообраќајно претпријатие и на приватните превозници, и тоа е се. Граѓаните воглавном учествуваат со лесните возила, што е поразително. Знаете, кога би имале алтернативен превоз, например трамвај
или некои други видови, за жал, не Со помина изгледно проектот време на за поаѓање и настигнување на одредено одредиште. Верувам дека сите би автобускиот превоз користеле. кој што беше идеја претходно не помина, но тоа е тоа. Веројатно досега веќе ќе ги чувствувавме придобивките од тоа што значи сите да користиме јавен превоз. И вам и мене би ми било многу полесно да стигнам на моето работно место за 20 на минути со јавен превоз, отколку да се возам со приватното возило 45 минути за 5 километри. Некогаш и повеќе, да, некогаш и повеќе. Тоа е првата причина во која што Скопје е за жал заглавен град по однос на сообраќајот. Крстосниците се добри, семафоризираните раскрсници се добри. Веројатно е голем град за на тие големи крстосници да применуваме алтернативни мерки, например да градиме наместо сообраќајници со семафоризирани раскрсници, да градиме кружни текови. Тоа ќе го успорува така сообраќајот, но проточноста не. Проточноста ќе биде добра, но мора да вложиме како граѓани, како општество, како локална власт, ако сакате, во поинаков алтернативен превоз, за да ги убедиме граѓаните дека не е исплатливо да се возите со вашето возило. Повелете во јавен превоз, искористете го колку што е можно повеќе. На тој начин ќе се намали интензитетот на сообраќај на улиците, проточноста ќе се зголеми, вниманието кај возачите ќе се зголеми, нервозата кога сте во возило ќе се намали. Сега имаме раскрсници кои што не можете да ги поминете ни по 5-6 интервали на еден семафор. Тоа предизвикува нервоза. Знаете, сите различно реагираат. Сите се нервозни во сообраќајот, точно, да. Некогаш е ладно, некогаш брзаат, сите мислат дека само тие се на улицата, дека нема други што треба да поминат. Тоа е затоа што ни недостига јавниот превоз. Ако 30% од возачите ги остават возилата дома и ги користат автобусите во овој момент, значително ќе помогнеме да се подобри целата сообраќајна слика. Во спротивно немаме што да бараме. Сообраќајната полиција може да го регулира сообраќајот, меѓутоа тоа не е решение. Тоа е само помош некаква да барем во одреден временски период кога се најударните термини во денот да има малку поголема проточност. Но јавен превоз, како што реков претходно, со изгледно време на поаѓање, изгледно време на стигнување некаде. Се разбира, ние знаеме дека превоз. Нели кога беше блокиран јавниот превоз некаде конкретно минатата година, знаеме граѓаните по 2-3 сати чека на постојките за да им дојде автобусот. Тогаш зашто станува збор и веројатно и поради тоа граѓаните прибегнуваат кон тоа, нели да се возат во сопствена режија, нели со сопствено возило за да можат да стигнат на време на и автобусите учествуваат во редовниот сообраќај. Да не одиме подалеку во Тирана, во Белград, автобусите имаат своја посебна лента која што е наменета за возила на јавниот сообраќај, каде што сообраќаат автобусите и таксистите, бидејќи вршат јавен превоз. И многу е полесно со автобус да стигнете од една на друга точка и побрзо и не сте вознемирени. Но во автобусите не сме да има гужва како што е во Скопје. Автобусите мора да бидат многу почести, да се обраќаат на многу пооптимални релации, каде што Скопје се шири, индустријските зони се шират. Ние немаме ниту една врска која што е ново воведена кон новите индустријски зони. По многу ретко поминуваат автобуси неколку пати во денот, што е недоволно, а по тие зони работат голем број на луѓе кои што некако од едниот крај на Скопје треба да стигнат до другиот крај на Скопје, а тоа го прават се со приватни возила. Да не зборуваме дека во главном сите сами учествуваме во сообраќајот, семејствата имаат по 2 или 3 возила. Тоа го оптеретува и просторот за паркирање и така натаму. Значи има сообраќајот е неисцрпна тема за која што може секогаш да говориме и секогаш има различни аспекти за кои што треба да посветиме внимание. На кои што може точно да посветиме внимание, една емисија, едно гостување е премалку, но сакам јас до крајот на нашиот нели разговор и согласно вашето време нели колку што е дозволено за да може и да ни гостувате во емисијата, околу велиме дека на Партизанска изминативе години ни се случија неколку сообраќајни несреќи, немили настани со смртни последици, за жал се на некако млади луѓе се погоди. Дали нешто се размислува, професоре, во тој дел на Партизанска? Може ли некои новини да се, еве, како ова подвозник или надвозник, има во Влајето еден надвозник, и тоа е во каква состојба е, гледаме, читаме, некош и телевизиите прават, нели, колку и како се користат тие. Немаме ние и култура за тоа, може би треба една кампања, баш она едукативна кампања, за да им се всади во главите на граѓаните дека и тоа што го имаме да може да го користат. Да. Законот, законските измени кои што сега се веќе во една поодмината процедура, наскоро треба да бидат донесени за Законот за безбедност сообраќајот на патиштата, ќе овозможат поставување на поинакви средства, каде што возачите и пешаците ќе бидат во исто ниво, но на многу по-соодветен начин. Најдобро би било да го исклучиме сообраќајот за пешаци од местата каде што најмногу се страда. Тоа се неколку пешачки премини на Партизанска, на булеварот Илинден, на другите главни улици.
да одиме со надвозници или со подвозници кои што ќе бидат функционални, кои што ќе бидат доволно големи за граѓаните да можат да поминат, да внатре да бидат самоодржливи, да има како што е кај хотел Континентал на пример или кај Скопјанка овде на булеварот Кузман Јосифовски Питу, подвозници каде што ќе имаме трговски оператори, објекти некои, можеби продавнички, можеби нешто што ќе да се опремени тој простор како да кажеме така. Граѓаните да не одат на пешачките премини. Да имаат причина за да може да тоа физички да го одвоиме, односно да примениме како во Белград. По еден добар дел од главните булевари во Белград има поставено плексиглас стакло во висина од 2 метри, за да не можат пешаците да поминуваат. Или да ги насочуваме само на пешачките премини каде што ќе оди. Ние имаме премногу места со пешачки премини. Например, булеварот Партизанска, бидејќи често говориме за него. Ги има многу, точно, да. Да. Тој е долг некаде околу 5 километри, сигурно има повеќе од 70 пешачки премини. Доколку погледнеме така. Тоа значи застанување на секои 200-300 метри за возачите, па и за пешаците тоа е сепак премногу. Најдобро би било да се оддели сообраќајот за пешаци од сообраќајот за возила. Кога не може тоа да се направи во целост, наредната алтернативна мерка е поставување на кружни текови кои што го забавуваат сообраќајот. Еве, еден пример е оној специфичен кружен тек во близина на Автомотосојузот, кој што спојува неколку главни раскрсници, каде што по поставувањето на кружниот тек ние немаме загинат пешак или немаме тешко повредени пешаци. Значи секаде каде што е можно, Италија е посебно пример за тоа, може да се градат мали, едноставни кружни текови кои што нема да го закочат да сообраќајот, туку ќе ја намалат брзината. Знаете, точно. се прават пресметки, таа брзина пред кружниот тек се намалува од 50 објективно на 40. И тука веќе сме во една безбедна зона во која што и пешакот може безбедно да помине, и возачот ќе помине, проточен е сообраќајот. Тоа е втората работа. Третата работа би била оние издигнување на коловозот. Има мерки кои што доколку сакаме да го успориме движењето на возилата до 50 км на час ќе биде покрената за 5 до 7 сантиметри, ако сакаме 40 км да постигнеме 10 сантиметри и така натаму во должина од 20 на 30 метри, каде што возилата би оделе на малку повисоко ниво од коловозот, што ќе биде безбедно, се разбира, и за возачите и за пешаците. И мерките кои што мора да се изрекуваат. Кога зборуваме за пешаците, еве една порака сакам да упатам до пензионерите. Тие се непристојната категорија пешаци во сообраќајот. За жал, навистина е поразително. Навистина е поразително да имаме толкав број на пешаци пензионери кои што не ги почитуваат правилата. Тие не се во состојба да претрчаат. Нивните моторички способности не се на ниво како на млад човек да може да избегне судар од возило, или доколку биде повреден да очекува дека ќе закрепне како што ќе закрепне 20 годишен маж. Така е. Затоа особено внимание треба да посветуваат пензионерите, кога учествуваат како возачи и кога учествуваат како пешаци, а не да сведочиме дека 70% од казните против пешаци се изречени на пензионери. 70% од казните? За жал. За жал. Да. Професоре, само уште за на крај, рековте дека овие 5 закони кои што се поврзани нели со спроведувањето на новата сообраќајна концепција се при крај, на ЕНЕР се мислам дека рековте, очекувате брзо донесување. Дали овие закони, нивната имплементација ќе треба да ја чека на имплементација на Safe City камерите, или тие ќе стапаат на сцена, па овие кога ќе бидат овој дел готов? Сите тие закони се во функција на Safe City. Да го ставиме системот во функција, едноставно да почне да испорачува резултати. 5 закони се во различна фаза од подготовката, не се готови, ќе бидат наскоро, веројатно во наредниве неколку месеци веќе ќе ги расчистиве сите дилеми кои што сега ги имаат во работната група и ќе може да се предложи нешто што ќе биде ефективно, што ќе биде применливо. Знаете што, ова е прв систем кој што ќе го воведеме, но не е непознат. Во Европа функционира повеќе од 25 години. Прво е воведен во Швајцарија некаде пред 2000 години и потоа пополека сите држави го имаат. Дури и соседна Србија го има и тоа функционира на еден висок ниво. Ние треба да бидеме многу внимателни и затоа е добро, ќе повторам уште еднаш, што навистина широка стручна јавност се вклучи во подготовката на тие закони. Мора да направиме процес во кој што граѓаните ќе веруваат. Прво јас и се разбира сите други како учесници во сообраќајот, бидејќи дел од сопствениот интегритет го пренесувам на Министерството за внатрешни работи да следи каде поминувам со моето возило, на кој начин се однесувам во сообраќајот, но МВР мора да ми испорача резултати. Значи, брзо, ефективно,
да нема никаква можност за влијание на тој систем, едноставно да го направиме објективен. И само така и само тој во ќе служба на функционира. сообраќајот, нели, да не биде за нешто друго, бидејќи може да се јави колизија па со онаа сфера на граѓански човекови, нели, права. Затоа сме особено каде внимателни. сме, што сме, затоа велам, веројатно водите бројките во Европа покажуваат дека бројот на страдање во сообраќајот по воведувањето на ваквите системи за следење на сообраќајот се намалиле на загинатите дури за 40%, на повредените за 30%, на бројот на случајни сообраќајни незгоди исто така има намалување и очекуваме и ние тоа да се случи. Зголемувањето на заканата од казна и свесноста дека ќе бидам казнет ако возам 70 без при тоа да има полициска патрола на улицата, ќе ме примора да бидам пристоен. Барем тие што сме совесни. Затоа што ќе сведочиме и понатаму, има многу луѓе кои што се апсолутно несовесни во сообраќајот. Тој систем ќе помогне барем малку да се намали и да се страдањето. дисциплинираат веројатно. И да се дисциплинираат, да. И брзината на казната. Тоа е веројатно доминантно што ќе го постигнеме со ова. За неколку денови од кога ќе го сторите прекршокот ќе бидете веќе санкциониран. И тоа е навистина добро. Само така сообраќајните казни се ефективни. Претпоставувам и во таа насока е ова база на податоци што Министерството за внатрешни работи ја прави сега при регистрација на возила. Веројатно и таа база на податоци или освежување или контролирање на истата или апдейтување. Сушто сега за прв пат се прави таа база, за прв пат затоа што досега не беше потребно да се даде телефонски број и електронска адреса, имейл адреса. Тоа е дел од системот, затоа што граѓаните од кога ќе почне да биде функционален овој систем, на SMS порака или на адресата која што ја оставиле, ќе добијат информација дека сториле сообраќаен прекршок со линк до платниот налог. И доколку граѓанинот, и тоа Министерството за внатрешни работи ќе го направи во рок од 24 часа по сторувањето на прекршокот. Граѓанинот може да го прифати линкот, да го отвори и да види дека е пристигната информација дека сторил сообраќаен прекршок. Со тоа ќе се смета дека доставата е уредна и може во рок од 8 дена да го плати. Да ја плати казната, намалена се разбира за 50%, впрочем како што и денес нема промени во однос на тој дел. Доколку не го отвори линкот во тие 24 или 48 часа, Министерството за внатрешни работи има уште еден рок од 24 часа да му испрати повторно известување дека сторил сообраќаен прекршок. Ако и тогаш не го отвори, ќе се смета дека доставата е уредна и започнуваат да течат роковите во кои што тој во 8 дена може да плати со намален износ или после 8-миот ден Министерството за внатрешни ќе си покрене прекршна постапка пред надлежниот основен суд за прекршоци кој што ќе му изрече соодветна казна. Добро, барем нема да се вадат граѓаните и да се вадиме граѓаните, не си земамо сето тоа дека не сме добиле, дека не сме знаеле, дека не сме ова. Тоа е веќе предвидено во законот, нема на времето кога све преку суд одеше па со години луѓето. Дека камерите нема да добијат очи и дека нема да знаат кој вози и кој сторил прекршок. Така, да. Важно е секој кој што се огрешил да одговара. Так. Да нема никаков простор за протекционизам тука, да речеме не може така. Еве како што имавме неколку случаи во изминативе неколку денови. Се надевам дека со Safe City тој треба прво да биде поставен во Скопје, ми се чини во уште два поголеми градови, ако не беа Куманово и можеби Тетово, и на делницата од Табановце до Богородица, бидејќи таа е главната артерија, нели, каде што има силен интензитет на сообраќај, особено во летните месеци, да се обидеме да ги заштитиме граѓаните, доколку функционира потоа, сигурно нашите препораки спрема Министерството за внатрешни работи ќе одат во насока да ги обезбедиме и другите, особено експресните патишта, другите поголеми градови, затоа што тие резултати, јас искрено се надевам дека ќе дадат многу позитивни резултати во однос на страдањето во сообраќајот. Так. Целта е тоа. Благодарам професоре што бевте дел од ова издание на емисијата. Еве поразговаравме и во очи на уште еден празник, меѓутоа и во принцип еве телевизиите како телевизија 24 се разбира дека и другите медиуми посветуваме внимание на оваа тема се со цел да си само помогнеме. Така е. Да апелираме граѓаните да бидат особено внимателни. Многу е потешко да управувате возило кога има силен интензитет, подигнеме свесноста и сообраќајната култура на повисоко ниво. Да ги поминеме празниците во едно убаво расположение, нешто ни е потребно после трагедијата во Кочани, еве малку и опуштање, не ни се потребни повеќе страдања во сообраќајот, да бидеме сите внимателни. И не само во сообраќајот, еве и на места како тој неубав настан во Кочани, каде што загинаа 62 млади луѓе. Благодарност уште еднаш и одиме сега со кратка пауза, па со следниот наш гостин.